Македонскиот јазик добива нова институционална поддршка, од задолжителни обуки за лекторите, преку поддршка за медиумите до стипендии за студентите. Со новите мерки и активноста на новоформираниот инспекторат за употреба на македонскиот јазик, државата јасно ја покажува својата намера за негова заштита, унапредување и промоција. Со стапувањето во сила на овие мерки се очекува пораст на интересот за студирање македонски јазик, а кога станува збор за јазичната култура кај пошироката јавност, раководителката на катедрата за македонски јазик Пановска Димкова истакнува дека е потребно свесно влијание врз јавноста, вклучително и преку медиумите. Тоа не мора да биде со специализирани емисии за граматика. Тоа се знае, се земаат, да речеме, популарни личности, тие се обучуваат да зборуваат правилно и така натаму, и така посредно да влијаат врз народот, да се крене и свеста кај народот. Се разбира дека очекуваме поголем број на студенти сега откако законот влезе во сила, токму од причините што ги споменавте, значи вработувањата се разбира секогаш најглавно нешто на што размислуваат идните студенти. А ги споменав и стипендиите, кои што исто така би требало да ги поттикнат да се запишат во поголем број. Во моментот колку студенти има на факултет? 20 на прва година се разбира, да. Во споредба со други држави, таа ја истакнува Словенија како позитивен пример, земја каде што свеста за јазикот е на повисоко ниво, благодарение на јасна и доследна стратегија за заштита од англицизми. Од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков најавуваат значајни проекти. Директорката Елена Јованова Грујовска посочува дека македонскиот јазик се уште нема свој етимолошки речник ниту лингвистички корпус, нешто што одамна представува стандард кај останатите словенски јазици. Ние сме подготвени да можеме да влеземе во проект наречен Корпус на македонскиот јазик. Институтот има доволно едуциран, квалитетен, научен кадар од една страна, од друга страна го има електронското богатство на сите 9 картотеки и на сите рамништа во јазикот. Во наредниот период таа подвлече дека е неопходна државна поддршка, особено преку Министерствата за образование и наука и култура, за заеднички да се обезбеди долгорочна заштита и развој на македонскиот јазик, не само како службен, туку и како културна вредност што заслужува постојана грижа и унапредување.